Dobar den, почитувани слушатели и гледачи на програмата Во фокус со Силвана Павловска, академски независен новинар од Мелбурн, Австралија. Денеска би сакала да посветам неколку минути за сонцето со 16 зраци, дека не е присвоено, Македонија го имала од секогаш. Сонцето блеска од памтивек е насловот на денешната статија. Досегашните истраги говорат за тоа дека не треба многу да се докажува оти символот на животот, сонцето, стилизирано во духот на пронајденото во Кутлеш на просторите на Македонија, постоел со векови. Големата звезда може мощно јасно да се види и во Мијачкиот крај, во многу цркви и манастири, надгробни споменици, па дури и на тавани, семени куќи на поимотни семејства. Каменорезците можел да го заборават името на покојниот, но никако да го изостават сонцето на надгробните споменици. Звездата на Кутлеш, односно од Вергина, не е собственост на некаков си јужен сосед, кој упорно бара и уценува нашата татковина, Македонија, да се откаже од овој символ. Него го има на сите простори на овој дел од Македонија, во црквите, манастирите, гробиштата и на други места. И тоа во оригинална верзија или модификација. Не треба многу да се трага за да се открие символот на животот, сонцето, некогаш самостојно, некогаш заедно со крстот како заштитник на верата. Такви елементи деновиве пронајдовме во Гостивар, во Галичник, во манастирот Свети Јован Бигорски, во црквата Успение на Пресвета Богородица, во село Гари и на други места од Мијачкиот крај. Символот на македонската државност не е ништо ново, а најмалку нешто присвоено. Оваа звезда ја има и во повеќе заборавените многу вековни споменици во Мијачкиот крај, како Галичник, Гари, Осој, Лазарополе. И каменорезците токму на крстовите дури запоставувале да ги врежат имињата на покојниците, но не и да го изглабат символот на животот, сонцето, верувајќи дека со тоа душата на покојниот нема да оди во темнина на задгробниот живот. Вакви обележја со помош на Иван Мешковски и Миле Гроздановски откривме на гробиштата во Галичник, на кои родови и слоеви луѓе припаѓаат, не се знае, зашто тоа не го овековечил ниту творецот на овие споменици, меѓутоа не заборавил да го издлаби сонцето со 16 зраци. И велат дека вакви споменици има повеќе, стари и по неколку векови, што одамна ги нападнала рќта и ги гризе времето, фрлајќи ги во заборавот. Меѓутоа, јасно зборуваат дека големата звезда на нашиве простори била присутна од памтивек, не само на спомениците од покојниците, туку и во црквите, па дури и во таваниците или во таваните од живеалиштата. Во старата црква Света Петка во ова село, што сега се реставрира, вели авторот на оваа статија, на иконостасот е присутно сонцето со 16 зраци. А пак во новиот храм Свети Петар и Павел постоеле дикири и трикори бајраци со позлатено сонце со 16 зраци.
Но за жал, жителите од ова село барем засега не знаат каде се наоѓаат, дали некаде се засолнати или пак исчезнати. Во Гостиварската црква пак сонцето не е представено во целост со 16 зраци, туку половично, како да изгрева од облаците или пак се издига од мугрите. Големата, животворна звезда, символи на нашата држава, во некои христијански храмови од Западна Македонија е во модифицирана форма. Во иконостасот на манастирот Свети Јован Бигорски, мијачките мајстори резбари ја прикажуваат како предвестник на доаѓањето на Спасителот на земјата, Синот Божи Исус Христос. Тука се издлабени и ликовите на Света Дева Марија и незиниот вереник всушност Јосиф, се според Светото писмо. Но над се доминира сонцето како предвестник на животот што доаѓа. На мијачките мајстори разбери или резбари всушност, посебно на браќата Петре наречен Гарка, потоа Марко и Филип од село Гари, заедно со Макарije Фрчковски од Галичник, кои резбарството го развиле до степен на совршенство, сонцето обично со 16 зраци или пак во модифицирана форма им бил придружен елемент во сите нивни творби. Највидливо е тоа и во црквата Успение на Пресвета Богородица во село Гари, каде покрај едно големо модифицирано сонце има и две други, помали сонца со 16 зраци, речиси целосно онакви како што е сонцето на црвеното македонско знаме. Чуварот на овој богат храм со иконостас, икони и фрески, бисовски, вели дека ова е само дел што може да се види во црквата, зашто сонцето го има и во композициите на иконостасите, па дури на некои црковни книги, печатени на старо македонски јазик пред многу векови во Венеција. Сонцето е вградено и на бајраците, што се носеле на литија, на големи свечености или погреби на повидни личности. Во представувањето на сонцето се ангажирал Дичо Зограф од село Тресонче, Дебарски држави, како што се подпишувал на собствените творби и какви што има во повеќе цркви и манастири. Но највоочливо е во црквата во село Рајчица во близина на Дебар, каде поминал и бил погребан. Со еден збор, сонцето, обично со 16 зраци, а помалку модифицирано се наоѓа во многу споменици на повидни луѓе. Според тоа, звездата што не грее и ни дава живот, не е присвоена во поново време од никого. Неа дури како што е и кај нас, ја има и во други држави, никој никому не оспорил да го користи овој символ. Пишува Јован Павловски во неговата статија која што беше издадена од страна на Матицата на иселениците на Македонија и нивниот македонски селенички алманах од 1995 година. Еве, сега ќе ви покажам една слика, надгробен споменик во Галичник со вдлабено 16 зрачно сонце. Сонцето. Тоа е насловот на Алманахот од 1995 година, во кој е ставен оваа статија на Јован Павловски, насловена Сонцето блеска од памтивек. Се надевам дека и вие ќе продолжите да блескате и следниот пат ќе се слушниме со уште една интересна статија за нашата историја, за нашиот идентитет, за нашиот јазик, за нашата култура.
za naše to bitije. Do gledanja, doslednji odpad od Silvana Pavlovska.